Немања Видич се наоѓа на чело на списокот со желби на Милан во престојниот преводен рок. Договорот со црвените ѓавли му истекува следната година, а во Юнајтед се подготвени да ги сослужуваат понудите за српскиот фудбалер. Видич на Олд Трафорд е веќе 7 години, а за тоа време стана еден од најдобрите дефанзивци во Премиер лигата, но и во Европа. Но поради бројните повреди во последно време во Юнајтед се загрижени дали повторно ќе може да игра како во најдобрите денови. Настапи само на 18 од 44 надпревари, а меѓу нив е и ремашот со Реал Мадрид во осмина финалето на Лигата на шампионите. Видич има 31 година, а Алекс Фергусон веројатно ќе има волја да го пушти да оди во случај на понуда барем од 12 милиони евра. Советниците на Видич веќе подолго време го наговараат да се пресели во Италија, а покрај него Олд Трафорд може да го напушат и Валенсија и Ернандес. Компанијата GFX Capital од Бахрейн сака да ги продаде акциите на Лиц само по 3 месеци откако стана доминантен сопственик на англискиот второлигаш. Тие планира да го продадат својот дел на акциите на Lufts Holding за 29 милиони фунти. Компанијата само пред 3 месеци ги купи акциите од Бейтс и сега бара 7 милиони повеќе. Сите навивачи на Лиц се сеќаваат на легендарната сезона 2000-2001, кога стигна до полуфиналето на Лигата на шампионите. Лиц 3 пати беше шампион на Англија, последен пат тоа се случи во 92-та година, додека поеднаш го освои ЕФА купот и Лига купот. Тимот од Елан Роуд моментално се наоѓа на 10-то место на табелата со 7 бода за останување од клубовите кои се наоѓаат на позициите што водат во плейофот за пласман во Премиер лигата. Шахтерот Донецк ја продолжи соработката со тренерот Мирчеа Луческо на дополнителни 2 години. Луческо, кој на клубата на украинскиот шампион од 2004 година, подпиша продолжување на 2 години, иако се споменуваше и можност за менување на крајот на сезоната. Мене само ме интересираше дали ова екипа го достигна својот максимум или се уште има место за напредок, изјави претседателот. Верувам во своите помошници и дека со здружени сили можеме да достигнеме нови височини и да направиме чекор повеќе пред се во Европа, заврши тренерот Мирчеа Луческо. Шахтер Донец оваа сезона во Лигата на шампионите се пласираше во осмина финалето. Радмел Фалкао е на излезна врата од Атлетико Мадрид, па и органчиите веќе планираат како адекватно да го продадат. Во центарот на вниманието е можна трампа со Челси. Во неа Атлетико би добил пари и би го вратил Фернандо Торес на Висенте Калдерон. Тоа е желба и на тренерот Диего Симеоне, кому му е јасно дека тешко може да го задржи Фалкао. Фернандо Торес е запознат со историјата на клубот и со знаењето на играта овде, а не морам да говорам за неговите способности, изјави тренерот Симеоне. Аргентинецот беше соиграч со тогаш младиот Торес од 2002 до 2005 година во Атлетико Мадрид.